Денеска продолжуваме со поја која од мене и денеска ќе зборуваме за една исклучително значајна тема. Како твоите, како моите два најзначајни копнежи стануваат наши два најголеми непријатели. А тоа е копнежот за самопотврдување и копнежот за мир и благосостојба. Два копнежи. Мислам дека сите ќе разбереме дека и сите знаеме дека нашиот живот суштински се состои од барање на потврда. Ние можеби тоа не сакаме да го признаеме, ама ќе ви кажам едно нешто. Тоа е легитимен копнеж. Легитимен копнеж затоа што Библијата ни сведочи дека од Бога сме создадени да љубиме и да бидеме љубени, да сакаме и да бидеме сакани. Една форма на сакање е кога луѓето се восхитуваат на нешто кое што го имаш ти во твојот живот или јас во мојот живот. Една таква потврда, една само потврда или потврда на некои други луѓе преку која што ние се чувствуваме вредни, се чувствуваме, како да кажам, достојни да го живееме животот, се чувствуваме скапоцени, имаме реална вредност. Второто нешто е мир и благосостојба. Сите ние, особено во ова стресно време и во текот на нашиот живот, мир и благосостојба, имаме потреба да доживееме благосостојба, да можеме да издишеме и да искусиме мир. И овие две нешта стануваат наши најголеми непријатели. Помеѓу другото, не само заради тоа што го зборува Библијата, туку заради сите оние нешта кои што ги зборува Чарлс Дюхик во оваа книга, ја потенцира в минатиот пат моќта на навиките. Во моќта на навиките Чарлс Дюхик ни укажува на една шема врз основа на која што се гради една навика. Ни зборува за сигнал кој што нас не повикува на едно автоматизирано одлучување, а тоа е рутина, и таа рутина, таа работа, тоа действие нас не носи до награда. Оно што е исто така клучен увид на Дюхик е дека ова не се автоматски процеси сами по себе, туку имаат едно длабоко јадро. А тоа длабоко јадро е се всушност овие копнежи. Дюхик зборува во тие први негови примери за копнеж за, ја би го нарекол, цивилизираност и убавина, еве да кажеме на нашите заби, тоа е примерот на Дюхик, сигнал, саатот, алармот нас не буди, ние знаеме дека одиме на работа, имаме обврски, сакаме да изгледаме уредно, рутината е ги миеме нашите заби, ги четкаме нашите заби, наградата е убава насмевка, копнежот за убавина, копнежот за како да кажам, за цивилизираност е исполнет. Ама јас не сакам да зборувам за вакви копнежи, сакам да зборувам за копнежи чии што сигнали се многу посупилни и рутини кои што водат до исход. И сакам да ви кажам едно нешто. Сакам да обрнеме посебно внимание на копнежи кои што се легитимни по својата природа. Копнежи, како што ги спомнав, копнежот за потврдување, за самопотврдување, копнежот за мир и благосостојба, се целосно легитимни копнежи. Она што суштински Дюхик ни го кажува е следново. Нашиот мозок нема начин да разликува помеѓу добри и лоши навики, што значи нема начин да разликува помеѓу добри и лоши сигнали и добри и лоши рутини кои што носат до добри и лоши исходи, добри и лоши награди. И затоа, она што ќе го зборуваме сега е едно доврзување на Дюхик. Дюхик зборува за мозокот, Библијата зборува за срцето. Не за органот срце, туку зборува за срцето како за внатрешна сфера од која што јас и ти живееме, од која што нашето добро и нашето зло излегуваат. Тоа наше внатрешно јас, кој што психолозите го проучуваат и за кој што Библијата има и текако клучни увиди. Овој момент кој што сакам да го разгледаме е следниот. Како во нашиот живот се создаваат лоши навики и како Исус имаше покана да влезе во еден циклус на лоши навики кој што не само што ќе го кошташе неговиот живот, туку ќе го кошташе и она негова голема мисија, тоа е спасувањето на светот. Значи, под лоша навика, јас подразбирам навика која што има сигнал, добар и лош сигнал, и која што има лоша рутина, а во исто време води до легитимна награда и адресира легитимен копнеж. Копнежот за самопотврдување е легитимен копнеж. Копнежот кој што наградата во однос на овој копнеж се зборови на луѓе, зборови на наши претпоставени, зборови кои што ние ги добиваме, документи кои што сведочат за некој наш реален успех. Ама патот до тој успех не е секогаш добар.
Патот до начето само потврдување не е секогаш добро и мораме да се присетиме дека таквото нешто, таквата одлука за рутината, како ние ќе дојдеме до само потврдување е всушност барем во мојот случај стара колку што е и моето образование. Еве зошто. Уште од најмали години разбрав дека кога јас ќе донесам добри оценки, ќе добијам пофалба, ќе добијам награда. Сигналот за мене беше одредена, да кажеме, не знам, писмена работа и сум добил добра оценка и рутината беше таа добра оценка да однесам кај моите и моите да речат леле Никола, браво, имаш, значи ќе ти купиме нешто или едноставно самата пофалба заради ваквиот твој успех, заради петката што донесе дома, па дури нели главен комплимент секојаш бил носи петки дома, нели увреќа, петките ги носиме дома. Првата писмена на која што ја добив, да кажеме, некаква четворка, беше момент на одлука. На одлука дали јас ќе ме покажам таа оценка на моите. Зошто? Зошто јас знаев дека јас имам потреба да ме погалат, да ми укажат на тоа колку сум добар и паметен и стварно исполнителен ученик. Знаев дека оваа четворка тоа нема да го донесе. Моето прашање, мојот копнеш мораше да се одговори преку рутината. Јас имав два избори. Имав избор да ги излажам моите, да им кажам немав писмена, никош не ми ја вратија, сум го правил тоа, сме го правиле тоа, или да влезам во еден нов циклус на навики, значи да адресирам оваа моја образовна слабост, значи ако било тоа, не знам, македонски или математика, кој да е предметот, да се стегнам, да научам подобро, за следниот пат да можам да го уживам ова. И тој момент го учиме уште од најмали нозе, тој момент во кој што ние легитимни копнежи, како што е копнежот за самопотврдување, го решаваме на несоодветни, на лоши начини. И Библијата за ваквото нешто зборува дека е грев. Значи не затоа што Библијата е средновековна книга, туку затоа што тоа што во Библијата се опишува како грев, у принцип не води никаде. Значи ако јас оваа пракса ја продолжив целиот мој образовен живот, тој образовен мој живот или тек ќе беше многу краток и ќе беше без исход, ќе беше години на изгубено време, без никакво знаење, без никаков ишод едноставно. И ова што го учиме како деца, ние можеби уште потешко го учиме како возрастни, особено кога станува збор за нешто што е присутно не само кај нас, него во целиот свет. Луѓе и кредити, и во овој смисол мислам дека не постои банка во која што дури сега јас и ти можеме да влеземе, а да нема барем еден човек кој што го проколнува денот кога сам се натерал или некој го натерал да земе кредит за работа која што не е есенцијална. Значи, лично јас сум во ред кога човек зема кредит за да рече стамбено прашање или некогаш кога станува збор за здравствена ситуација, ама тие луѓе што го проколнуваат денот најчесто викаат, што ми требаше поголема кола, фина кола имав сега секој месец, не знаеме што да ја правиме. Или луѓе викаат, што ми требаше, не знам, да се луксузирам на одмор со жена ми, бла бла бла. И кога ќе ги прашам некој, добро, зашто, што е работата? Што е работата? Знаеш, брат ми со жена му отидоа минатата година на одмор, на голем, на фенси одмор, на луксузен, па постираат слики и почнаме со жена ми ние да си викаме, леле човече, види го, он има диплома за школа од нас и ние едноставно тоа го заслужуваме и некако се навлековме на тоа, го заслужуваме, се навлековме на тоа дека и ние сакаме таква самопотврда. И наместо да си го поставиме прашањето дали нашиот буџет може да го издржи тоа луксузирање и таквата само потврда на нас како семејство, ние отидовме у банка и земавме кредит на 5, на 10, на 15 илјади. И да, супер, бевме, не знам, бевме во Јужна Америка или бевме ваму или бевме кој знае каде. И сега вика јас имам 3 години кредит и вика, а работниот обсег ми падна, значи обемот на работа ми е лош многу или дојде корона и сега буквално не знам што да правам. Легитимна цел, сакаме да бидеме потврдени, че сакаме да живееме исполнет живот, сакаме тој исполнет живот, луѓето да ни го афирмираат. Рутината што е измеѓу е потполно погрешна. Значи рутината е не мора да заработиме, но ние ќе позајмиме пари и банките викаат ние за вакви како вас постоиме. Да не зборувам за луѓе кои што влегува у шеми и поземување пари од лихвари, од исти или слични побуди и некој од нив
за жал загубија животи или значи доживеа такви трауми за кои што мислам дека $1,000,000 некој сега да им ги даде, тешко ќе им ги надоместат. И од друга страна, таа потреба од мир и благосостојба. Многу човечка во било кое време секој човек сака, секој семејство сака, сите ние сакаме да имаме благосостојба и да имаме мир. И мир и благосостојба, пак ќе се вратам на себе си во тие најмлади години и не целиот мој живот. Мир и благосостојба можеме да доживееме на следниот начин. Значи во одредени случаи се случуваат надворешни фактори и таквото нешто е невозможно, ама кога зависи од нас, благосостојба во нашиот живот ние доживуваме кога ќе запнеме, ќе засукаме ракави, ќе сработиме нешто и потоа имаме исполнување, потоа значи имаме такво чувство на мир, на исполнетост, има финансиски реперкусии по нас и тоа е сосема во ред. Проблемот е кога ние сакаме, имаме, пак ќе кажам, легитимен копнеш за мир и благосостојба и ние од било кој сигнал одбираме рутина која што апсолутно нема да може да ни обезбеди долгорочен, и тука е акцентот, долгорочен мир и благосостојба. Тоа е проблемот. Ние понекогаш викаме, абе знаеш што, детево ми е мрзливо, не ќе да учи. Не, детето не е мрзливо само по себе. Детето си има детски копнеш по мир и благосостојба и цената за таквиот мир и благосостојба не сака да ја плати. И веројатно си вика вака, ја ќе си земам сега, ќе си одмарам, ќе си уживам и нема да се посветам на образование и самиот тој процес на неправење ништо има некое лажно чувство на мир и на благосостојба, нели? Си лежиш дома, ако си основна школа или средна школа, си лежиш дома, твоите ти даваат, те прашуваат сакаш ли храна, сакаш ли ова, сакаш ли што да ти купи тато, што и мама што да ти направи за јадење и ти имаш чувство дека тоа е животот. Еве го, ја ништо не правам, а мене ми е супер. И само е прашање на време кога таквото нешто ќе колабира и кога одеднаш од мир и благосостојба ќе доживееме комплетен пад и тогаш најчесто семејствата живеат во хорор и терор понатаму. Тоа се моменти во кои што да кажеме во еден дури и микс на овие два копнежи на само потврда и копнеж по мир и благосостојба, мои пријатели стана зависници. Зашто? Затоа што верувале или не во моје време, значи сега не сме оние партизани од првоборци 41-а, ама 90-тите години имаше еден луд момент да тие што беа наркомани беа кул момци, кул девојки. И тие што сакаат да бидат кул, и тие што сакаат да се потврдат како различни посебни, влегуваа во дрога. Имаше и друга група на момци и девојки кои што многу често имаа страшни ситуации дома, не може да издржат, имаа потреба од само потврда и дрогава им ги поврза двете. Значи им дава, може сите да им кажа, овој наркоман, види го каков е, значи восхит и потврда, и од друга страна сама дрога која што по дефиниција им дава такви некои чувства на мир и благосостојба. И 5, 10, 15, 20, 30 години подоцна гледаме дека луѓе такви починаа, луѓе такви се мачат, луѓе едноставно мене ми е стварно жал, верувам дека црквата не треба само ама тоа е грев, значи тие луѓе знаат многу боле од мене и од тебе што тоа значи да бидеш наркоман, црквата треба да пружи рака и да им помогне. Тоа е поентата. Но и да извлече лекција и да ги учиме нашите деца, да се учиме самите себе дека нема скратен пат до мир и благосостојба. Има најчесто пат на труд, на пот, на мака, на откажување, на што и да е, за да се постигне нешто добро и значајно во нашиот живот. И она што е значајно во Библијата е што имаме запис, имаме сведоштво во Евангелието според Матеј на една таква случка. Кога Исус е искушуван од страна на ѓаволот. И не е искушуван, не знам, во однос на лична хигиена, туку искушуван на сите оние сигнали кои што за мене и за тебе се најсуптилни. А тоа се сигналите кои што се длабоко во нас, психолошките сигналите во нашата душа. Одредени прашања кои што ние си ги поставуваме, дури нечујно, можеби не ги знаат луѓето околу нас, и одбираме рутини и одбираме награди кои што ние за кои што веруваме и се надеваме дека ваквото нешто ќе ни го овозможат. Матеј 4 глава. Тогаш Духот го одведе Исус во пустината за да биде искушуван, за да биде тестиран од ѓаволот. И откако посташе 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. А кога му се приближи до него, искушувачот му рече: ако си син Божи,
заповеде овие камења да станат лебови. А тој, се мисли на Исус, му одговори и рече, напишано е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Видете, искушувачот тука точно знае каде да го удри Исус и во кој контекст. Психолозите нас зборуваат дека ние имаме два типа на однесување, два типа на мотивации. Едните се биолошки нагони, глад и жед, а другите се мотиви и тие се многу повеќе општествено и би рекол заедничарски определени. И Исус се наоѓа во оваа прва ситуација. Тој намерно влегува во состојба на пост, значи 40 дни и 40 ноќи не јаде, и среде таква една криза, искушувачот му вели, ако си син Божи, тогаш кажи им на овие, заповеда им на овие камења да станат лебови. Ако си син Божи, Исус имаше мисија, а неговата мисија беше да потврди дека навистина е син Божи. Во контекст на глад, искушувачот му вели, ако си ти син Божи, ако твојот копнеше да бидеш навистина син Божи, па за еден син Божи е син Божи, ако не може себе си прво да си обезбеди леп. И сака од совметнување на нова навика да го тргне Исус од неговата мисија. Неговата мисија која што значи спасување на светот, обнова на Божиот лик кај човекот и кај човештвото. Да Исус да стане во однос на неговите способности и моќи, не веќе тоа што треба и тоа што реално значи да биде син Божи, а тоа е да се даде себе си за другите, туку да стане егоцентричен и да почне тој негов идентитет да го потврдува и да го обезбедува преку пракси кои што не му само ќе му значат. Ќе стане речиси циркуски син Божи кој што од камења прави леб и со самото тоа себе си покажува дека е син Божи. И ваквото нешто нема исход. Ваквото нешто доколку Исус подлегнеше на искушение, тоа ќе значеше крај на неговата мисија. И многу често ние влегуваме во вакви или во слични циркуски рутини за да доживееме тоа што се наши длабоки копнежи. Само потврдување, мир и благосостојба. И јас денес нема да зборувам за тоа како нив можеме да ги адресираме и да ги решиме. Тоа ќе го направиме во следните две наши вакви онлайн дружења. Денеска сакам да те повикам на нешто сосема друго. Нешто кое што е контраинтуитивно, нешто кое што за кое што оваа цивилизација нема простор и нема време, а тоа е момент на молитва и на себе испитување. Молитва да му се обратиш на Бог со сите оние нешта кои што ќе ги препознаеш, но пред тоа да го направиш, да си одвоиш денес и да си одвоиш секој ден време да поразговараш со себе си и да се согледаш себе си најдобро што можеш и најдобро што знаеш. И ако тоа ти даде одреден увид, тие што ти се најблиски пријатели околу тебе, тие кои што се ги нарекувам луѓе огледала, тие да ти дадат дополнителни увиди, дали јас и ти во нашите животи некакви легитимни копнежи може би ги решаваме со рутини кои што се деструктивни. Деструктивни по мене, деструктивни по тебе, деструктивни по нашите семејства, деструктивни по нашите ентитети, без разлика дали е тоа компанија или е тоа образовна институција или се тоа цркви. Дали имаме такви нешта? Не сум тука да ви дадам хокус-покус решение, еве ви едната реченица денеска ве повикувам на една нова навика. На навика која што вие можете да стекнете, а таа навика е всушност наблюдување. Наградата нема да биде веднаш по завршувањето на ваквата пракса. Оно што на кој што сакам да ве повикам, затоа што Бог не повикува, е да бидеме будни и да внесеме една ваква навика на себе испитување. И кога ќе откриеме нешто кое што не е добро, направи го и вториот чекор, а тоа е помоли му се на Бога. Кажи му, Боже, ја утврдив или знам, многу често, кога збориме на оваа тема, јас си ги знам моите, ти си ги знаеш твоите рутини, навики, кои што едноставно се деструктивни. И понекогаш правиме се за да не се соочиме со нив, денеска може би ден да се соочиме и да кажеме, знаеш што, мрзлив сум.
И мрдли сум затоа што сакам мир и благосостојба без да вложам грам труд. Клеветам заради тоа што не сакам да работам, а сакам да ги имам привилегиите на моите колеги и почнувам да зборувам по ходници и почнувам да давам некакви коментарчиња за да можам барем на тој начин моите колеги кои што се посветени или тој даден колега или дадена колешка да ги спуштам на мое или под мое ниво. Да обрнеме внимание на трошење пари и да си кажеме, знаеш што, ова што го купив пред 3 дена или пред 3 недели е таква невидена глупост и мене Боже ми е потребна помош да ме извлечеш од мојата рутина, мојата потреба за само потврда да си ја решавам со пари и со купени работи. И ово се сериозни работи. Ово што го спомнам се може би само дел од таквиот спектар. Ако си студент, секогаш ќе имаш, или ученик, основно, средно, факултет, секогаш ќе имаш искушение да препишуваш, да излажеш оценка за да можеш полесно да си поминеш и за да можеш повеќе време да имаш за работи за кои што искрено следен ден нема ни да се сеќаваш. Оно што Бог не повикува е нешто друго. Да бидеме будни и да ги идентификуваме овие нешта. И откако ќе ги идентификуваш, сакам да те повикам на една тотално немакедонска пракса. Да извадиш телефон, снимеш телефон, имаш оној ноутс или да си земеш парче хартија или тетрадка и да ги запишеш. Зашто следните 2 пати особено ќе зборуваме за тоа како ние можеме да вградиме нови навики. Ќе ја послушаме Библијата и незиното свидоштво и ќе го послушаме Дјухик со неговите увиди, исклучителни увиди кои што ќе ни помогнат. Јас и ти да ги смениме нашите навики. А најдоброто нешто е што патот до менувањето на навика е трдлив. Ама кога ќе смениме, кога ќе дозволиме таква една трансформација, наградата е ненормална. Сум имал такви неколку моменти и ќе ги споделам повеќе. Денес да се посветиме на себе испитување. Кои се навиките? Кои се копнежите кои што во исто време се легитимни во мотивот во живот? А во исто време ние сакаме да ги разрешиме со рутини и со пракси кои што се комплетно деструктивни.